Самата иницијатива своите почетоци ги има 2016 година. На почеток бев сам, после некој време дојде ми се приклучи првиот волонтер после 6 месеци. Самата идеја за Donor Computer започна сосем случајно и спонтано. Работам сум во фирма која што работи со книговодствен софтвер и доста пати клиенти кои што користат нашите услуги оставаат застарени машини кои што веќе не им требаат. На почеток ги користев за практиканти кои што доаѓаат кај нас. И сосем случајно дојде една женичка, самохрана мајка на 3 дечиња, која што побара компјутер од нас. Спремив еден, тој беше првиот компјутер и последниот што го носев на локација. И го носиш дома и ги гледаш 3 такви малишани, се радуват за тоа што и они добили компјутер на некој начин. И ти клика нешто во главата дека уствари тоа е добра идеја и дека можеш да продолжиш и понатаму со неа. Donor Computer, барем според мене, има доста позитивен импакт. Кај нас доаѓаат деца од техничкото училиште Киро Спанџа Брко. Доаѓаат на пракса, тоа се малолетни деца кои што за прв пат се сретнуваат нели и со компјутерите, со поправките, со сервисот, но од друга страна за прв пат се сретнуваат и со хуманитарноста, со филантропијата. Имам деца кои што тоа го прифатиле здраво за готово и се со мене околу 4-5 години, без разлика што ми завршила праксата. Друг пример за каков импакт има Donor Computer е примерот со самохрана мајка, жртва на семејно насилство, која што од нас побара специфичен компјутер кој што мораше да ги исполнува тие карактеристики. Најдов еднаков компјутер, го средивме, го испративме и за 5 или 6 месеци прочитав во еден наш весник Медиум дека истата таа жена го завршила курсот за кој што и беше потребен компјутерот и сега работи во истата компанија која што приредувала курсот. Доколку имаат некоја идеја што мислат дека ќе направи позитивни промени во општеството, воопшто да не се двоумат дали да ја остварат. Значи, исто како мојот почеток што беше тежок, секој почеток е тежок, но со трудолюбива работа и со многу труд на крајот се гледате, се успева.